Јасно како ден е дека Бугарија нема да го смени наративот ниту политиката за Македонија и билатералниот спор, а опозицијата наместо да се става на иста линија со источниот сосед и да бара нови црвени линии, да се држи до резолуцијата за која пратениците на СДСМ гласаа во 2021. Тоа е резолуцијата што тогаш како опозиција ја поднесе ВМРО ДПМН, во која прецизно се оцртуваат национални државни позиции во однос на македонскиот јазик, историја и идентитет. Колумнистот и политичкиот аналитичар Бранко Геровски во однос на бугарското писмо на тамошниот министар за надворешни работи, кој наликува на наративот на социјалдемократите, оценува дека лидерот на СДСМ Венко Филипче треба да ги почитува постоечките црвени линии, дефинирани уште пред 4 години, а не да бара нови. СДСМ, Венко Филипче и сите политички партии да се држат цврсто до една декларација усвоена во македонскиот парламент, практично со консензус пред 5 години, во која е утврдена позицијата на Македонија во спорот со Бугарија. СДСМ гласал за таа резолуција, гласали и други. Мислам дека тука се црвените линии што се јасно пишани. Тоа е македонскиот идентитет, македонскиот јазик и тука нема да има отстапки. СДСМ предизборно повторно ја отвараа темата за исцртување на македонски црвени линии, кои тие во повеќе наврати ги погазија. За постоечката резолуција гласаше и СДСМ, но само една година подоцна целосно ја погази со прифаќањето на францускиот предлог, кој освен што ги загрози националните интереси, ги блокираше и евроинтеграциите. Венко Филипче повика на политичко единство во собранието за ова прашање, иако знае дека ниту владата, ниту граѓаните се за внесување на бугарите во уставот под бугарски диктат. Тој најави дека до крајот на неделава резолуцијата ќе биде готова и достапна на јавноста. Предходно се залагаше да се направат уставни измени и да се отпочнат преговорите, но нема одговор што ако Македонија попушти и бадила ги внесе бугарите во уставот, а се соочи со нови услови и сопки. Јас ја разбирам грижата на граѓаните, а тоа меѓу другото тие на некој начин и го изразија за време на мината годишните избори, кога во тој контекст така гласа, кога станува збор за СДСМ наспроти ВМРО ДПМН, и сметам дека таа грижа на граѓаните не треба да ја ставиме по страна. Исто така сметам дека во ниту еден документ не се загрозени ниту националните интереси, ниту е направено некакво предоста. Меѓутоа исто така сметам дека мора сите политички чинители да седнат заедно на маса. Софискиот парламент досега донесе неколку резолуции за билатералното прашање со Македонија. Последната е од мај годинава. Официјална Софија порача: нема да отстапиме ниту сантиметар од договореното.